Велияновски, навистина не можам да ве разберам во вашата дискусија на што се однесуваше. Најмалку се однесуваше можеби на членот 2 кој што е денеска предмет на измени. Повеќе се однесуваше на општ гол политички говор. Заборавивте само да ги спомнете по спомениците на плоштадот и сликата ќе беше комплетна од ваша страна. Патем дадовте многу добар пример во врска со Горна Дебарца, кога се гледало само македонска телевизија. Јас сум сигурен дека тоа не е во последните 5 години кога ВМРО-ДПМН е на власт, а и Дебарца, градоначалникот, значи локалните избори, изборите ги добива СДСМ. Така да и покрај тоа што се гледа македонската телевизија, СДСМ ги добива изборите и мислам дека медиумите не се она единствена причина заради кои луѓето гласаат за одредена политичка опција. Многу повеќе луѓето гласаат врз основа сега на одредена програма или на доверба на она што е направено во изминатиот период или довербата која што им ја даваат политичарите да го направат во наредниот период. Инаку, срамота е за вас, бидејќи рековте дека македонската телевизија е срам за сите нас. Тоа е ваше право да се срамите од македонската телевизија. Јас само ќе се согласам во една работа. А тоа е навистина дека е срамота македонската телевизија да не го пренесува Европското првенство во ракове. Меѓутоа, измените кои што ги превзема владата на Република Македонија во врска со оддавањето на простор околу рекламирање во праим тајмовите, околу нели на радиодифузната такса која што патем сите знаат дека 70% од радиодифузната такса оди за македонска телевизија и така натаму се прави токму од тие причини. Македонската телевизија да ја застанеме на стабилни нозе, а стабилни нозе ќе имаме тогаш кога ќе имаме финансиски прилив да доволен за обстојување на таа радиотелевизија. Исто така, со самостојувањето во финансиска смисла, македонската радиотелевизија ќе се осамостои во политичка смисла. Вие постојано тука од ваша страна и од страна на вашите колеги спомнувате имиња, меѓутоа јас не слушнав некој да го спомне, например, новинарот Чомовски, кој што дојде токму од телевизијата за кој што вие плачевте пред малце на говорница, тој е А1, и јас се надевам дека господинот Чомовски веројатно не мислите сега дека е кадар на ВМРО-ДПМН или дека благодарение на Центарот за комуникации е дозволено тој да прави не знам какви програми. Јас го имам гледано во неколку наврати, тој е доста коректен, значи онака како што треба да биде една национална телевизија. Благодарам.